Еве сме назад во студио, почитувани гледачи, стигнавме и до вториот дел од нашата емисија. Како за почеток на Великденскиот викенд, за значењето на најголемиот христијански празник Великден. Токму на оваа тема ќе разговараме подетално со отец Драги Гаштарски. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдовме. Великден е празник со кој се слави воскресението Христово. Што означува овој празник? Токму тоа кој што го кажавте, значи Великден е празник кој што го означува или го празнуваме воскресението Христово. Воскресението Христово кој што, како што вели светиот апостол Павле, е подкрепа за нашата вера и за сето она кој што Христос претходно ни го кажуваше и го потврдуваше со своите дела и со своите зборови. И како што вели светиот апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, тогаш навистина залудна ќе беше нашата вера и во вода ќе пропаднеа сите негови кажувања, сите негови дела, сите негови добродетели, сите негови поуки и учења кои што дојде во светот за да ни ги покаже како такви. И затоа воскресението е како чинот на се, она кој што и го пееме во химната на воскресението. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи и на оние што беа во гробовите живот им подари. И воедно од овде произлегува и тоа дека воскресението не е ништо, односно победа над смртта, победа над злото и воедно почеток на еден нов живот, живот во вечност и во Царството небесно како такво. Така. Кои се народни верувања и обичаи за овој најголем христијански празник Великден? Народните обичаи, народните верувања произлегуваат од самата наша вера и од онаа како традиција која што останало во чествување на самиот празник. И во тие верувања, значи, постојат и некои си така видливи елементи кои што би го символизирале тоа воскресение. Тука како едно тоа е црвеното јајце, како такво, кој што е символ на воскресението, односно символ на гробот, затоа што тоа со својата мртва природа од него произлегува живот, така и со Христос. И значењето на сето тоа или на кршењето на јајцата е токму во воскреснувањето, односно запечатениот гроб, како што јајцето е запечатено од сите страни, со неговото кршење излегува Христос, односно воскресението негов. Народните обичаи, како што кажав, се поврзани со нашата вера и со нашето верување. Тие се еден во склоп на нашето верување и секој еден христијанин, како ако тоа можеме да го ставиме во обичаите или во верата, е должен, условно кажано, е должен за да ги посетува храмовите, за поинтензивно, значи да се оддадеме на молитва, за полесно да го довршиме постот и полесно да ја поминеме ова страдална седница како таква или страстна седница која што почнува, значи, со цветници, со влегувањето на Христос во Ерусалим, па се до неговото распнување, па миењето на нозете, тајната вечера и неговото воскресение како врв на се. Така. Зошто е важна последната седница пред Великден? Затоа што тоа се последните денови од животот Христов овде на земјата. И токму во тие последни денови од неговиот живот се устроени многу работи. Се устроени многу работи и не се покажани многу работи кои што човекот според кои што ќе треба да се раководи понатаму во неговиот живот. Затоа што Христос навистина дојде за да го победи злото, за да ја победи смртта, но сето тоа да го направи од љубовта кон човекот, затоа што и да покаже дека човекот е едно битие кое што од него е создадено од љубов и кое што е создадено за во вечност и за во Царството небесно. Кое што не е создадено за да живее овде на земјата, туку овој живот му е еден своевиден премин или така да се изразиме испит на она како ќе живее во вечност. И затоа е многу битна оваа седница, многу битна затоа што случувањата кои што се случувале во оваа седница се всушност и еден своевиден корен на црквата Христова, кој што после воскресението или после слегувањето на Светиот Дух врз апостолите ќе биде основана од самите нив и од самиот Христос како глава на таа црква и Светиот Дух кој што ќе обитува внатре во нив. Кажете ни што точно означува овој ден, поточно Велики четврток? Што се прави на овој ден? Денеска е Велики четврток и Велики четврток, како што спомнав, е еден од позначајните денови, барем за црквата Христова, кој што отпосле ќе следи како таква или кој што денес се обитава, затоа што на овој ден се имаат случајно неколку работи. Тука пред се првенствено би ја спомнал тајната вечера,
или последната вечера Христова како таква, на која што тајна вечера е востановена Евхаристијата, односно причистувањето како такво, со зборовите Христови: ова е моето тело, ова е, земете и јадете, ова е моето тело, кога го земал левот и го прекршил, и кога покажал кон чашата со лозовиот плод, односно со виното, им рекол на своите ученици: пиете од неа сите, ова е мојата крв, која што се пролева за вас и за мнозин. И тука е востанувањето на светата тајна Евхаристија, односно на причистувањето. Воедно тука Христос го покажал и најголемото негово смирение, кое што секој еден од нас треба да го покажува, а тоа е преку миењето на нозете на своите ученици, каде што учителот најсмирениот ги измива нозете на своите ученици и воедно покажува дека секој еден од нас или го деградира она гордоста која што кај секој еден од нас постои како таква и секогаш ни покажува дека навистина треба да бидеме смирени. И сето тоа го направил затоа што претходно, значи, настанала некоја си расправија помеѓу нив на тоа кој на кое место да седи од апостолите. И токму тогаш Христос зема, се препаша и ги почна да им ги мие нозете на учениците, покажувајќи им дека и најголемиот помеѓу нив, односно оној кој што се смета за најголем, треба да биде најмал. Друга работа која што се случила на Велики четврток, воедно и предавството јудино, но и молитвата Христова во Гециманската градина, затоа што после вечерата тие се упатиле, Христос се упатил на молитва и таму се прекршувале копијата на човечката и на божествената природа. И всушност Христос таму ни покажа дека човекот како таков или човечката природа секогаш треба да биде приклонета кон Божјата природа и секогаш да ја исполнува волјата Господа. Затоа што и самиот тој рече: Господи, нека биде волјата Твоја, не како што јас сакам, туку како што Ти сакаш. Предавството јудино, кое што пак е чин во кој што еден од најниските во тој момент, каде што провејува или ни се покажуваат сите наши гревови кои што може секој еден од нас да ги направи. Велики четврток уште денот кога Христос бил фатен и бил веќе однесен кај Кајафа или кај од прва страна на првосвештениците, бил однесен на судот. Велики четврток е денот каде што ни се покажува покајанието на светиот апостол Петар, едно од најголемите и најзначајните, кој што во текот на целиот негов живот кој провејува по него, затоа што само пред неколку часа тој беше истиот на кого што Христос му велеше: Симоне на Јонин или Симоне Петар, ме љубиш ли ти мене? И тој 3 пати му повтори и му рече: да, Господи, ти знаеш дека те сакам и дека никогаш нема да се откажам од тебе. Но дури после неколку часа на зборовите Христови како пророк, дека јас пак ти велам дека ти 3 пати од мене ќе се одречеш, се додека петел не пропее. И тоа и навистина така се случи. И сето тоа е една голема поука за нас како христијани, кои што како православни христијани кои што живееме во верата Христова, една голема поука за она како ние треба да живееме или како треба да действуваме како православни христијани овде во светот. Така. Велики петок има огромно значење во пресрет на прославата на Великден. Кој е значењето на овој празник и зошто се празнува како еден од најтешките христијански празници? Како што спомнавте, Велики петок или Распет петок, кој што сите ние си го знаеме како таков, или секој петок е Распет петок, односно секој петок треба да не потсетува на распетието Христово, затоа што после осудувањето на Христос, самиот тој, значи, ќе биде предаден на распнување. Распнувањето уште во тогашно време било едно од најсрамните казни, а воедно и најтешките казни кои што секој еден човек би можел да ја добие, а не ја добивале римјаните во тогашно време, тука ја добивале најголемите злосторници. И сега ако се ставиме во тоа дека Христос како безгрешен, како Бог, кој што на никого лошо не направи, кој што немаше ниту еден грев во него, кој што на секого добро му правеше, па и сите покрај сите оние чуда кои што ги направи помеѓу луѓето, помеѓу истиот тој народ кој што на цветници кога пристапуваше и кога влегуваше во Ерусалим, познавајќи го него со тоа што претходно го воскресна Лазара и му пеа Осана, Осана Давидовиот син, и сите го славеа како еден од најголемите пророци и чудотворци. Еве денес за неполна недела, значи, истиот тој народ беше собран околу него, мавајќи со камења по него, плукајќи го.
понижувајќи го, гледајќи го како го носи својот крст, смеејќи му се. И затоа е тој денот кога навистина треба е тажен ден, навистина тажен ден, затоа што не потсетува токму на неговото страдање, на неговото мачење. И самиот чин или самиот акт на она кое што се случувало во нас предизвикува некаква си тага, знаејќи, значи ние како православни христијани, дека сето тоа кое што тој го прави или кој го претрпува во текот на тие негови страдања, го претрпува за секого еден од нас, за да ни покаже навистина како треба да живееме и како треба да биде еден христијанин, а воедно и да ни покаже неговата огромна љубов кон нас. Затоа што тој не пострада заради него си, тој не пострада заради неговите гревови, пошто немаше гревови, туку пострада заради нас и заради нашите гревови. И секој еден од нас тука навистина треба сами од себе си да се става во свое прво лице еднина. Односно Христос пострада за мене, Христос пострада за тебе или Христос пострада за него, за сите останати луѓе. И сето тоа треба во сите денови од нашиот живот да не поучува и да ни ја укажува љубовта Господова кон нас, односно во она колку Христос или колку Бог нас не сака, како негови чеда, како негови синови, како негови ќерки. И покажувајќи со тоа дека ете Христос својот живот си го даде за секого еден од нас, односно за црквата, а црквата сме сето ние, тоа ткиво или тело Христово кое што го сочинуваме како такво. Така. Велика сабота е тивката радост, завршува тагата, тлее радоста за воскресението. Што следи во сабота? Како што велат световните оци, великата сабота е таговната радост или радосната тага, како таква кога веќе Христос е во гробот, веќе смртта настапи кај него. Меѓутоа, тоа е видливото нешто кое што ние го знаеме. Вечерта уште пред да почне великата сабота, кога Христос веќе го испушти својот човечки дух, својот дух, беше земен од своите двајца тајни ученици, Никодим и Јосиф, и беше положен во гробот на Јосифа, беше направено едно негово своевидно погребение, своевидно опело, и остана да лежи во гробот, во запечатениот гроб, кој што Јосиф го имаше спремено за себе, за својата фамилија. И тоа е она кое што ние го гледаме во саботата. Меѓутоа има една работа која што е невидлива, која што е многу суштински, многу значајна, за која што зборуваат светите оци преку откровението на Светиот Дух. А ваму и во Светото Писмо ни се покажува дека ете Христос за времето на престојот негов во гробот, воедно, значи како Бог бил со Отецот, со телото бил во гробот, меѓутоа бил и во адот, односно во пеколот, каде што се симнал и таму за да го проповеда Евангелието на сите оние души кои што претходно починали. Затоа што за да им покаже и на нив дека ете со својата смрт, тој покажа дека смртта може да се поништи, дека може да се уништи и да се надмине, и воедно да им го покаже и на нив воскресението и да им ја соопшти радосната вест дека еден ден при неговото второ доаѓање сите ќе воскреснат и сите ќе се радуваат во славата Господова и во Царството Небесно. Какво е означувањето на Христовото воскресение? Значајно е да се напомене дека оние кои постеле треба да се причестат. Зошто? Постот е еден вклучен елемент во она кое што следи и православната црква како таква од секогаш значи ги поставувала или ги востановила тие пости во однос на она кој што Христос ни го покажа. Овој пост или великденскиот пост или големиот великденски пост се пости 47 дена, односно 40 дена се всушност постот на оној кој што Христос ги постеше во пустината. А овие 7 дена се последните денови од неговиот живот. И во овие 7 дена, дури во изминатите веколи, во почетокот на христијанството, народот дури ниту јадел, ниту пиел, почитувајќи ги, спомнувајќи си за сите тие настани кои што се случили и го обкружува тој ден.
И постот како таков е едно своевидно послушание кон црквата и кон Бога. Послушание преку кое што човекот се издигнува неговата душа, се издигнува неговиот дух, се учиме на смирение, на трпение, се учиме на љубов, се учиме на воздржување, се учиме на многу добродетели кои што треба да произлегнат од постот. И постот сам по себе не е цел за да постиме, туку е средство со кое што треба нешто да добиеме, а тоа нешто за добивање токму светата причест, односно телото и крвта Христови, кои што, како што претходно спомнав, се востановени на светата тајна вечера, каде што Христос вели: правете го тоа во мој спомен, јадете го телото моје, пиете, а мојата крв. И затоа што тоа преку слегувањето на Светиот Дух во црквата, тоа лепче и тоа вино на вистина постанува тело и крв Христово. И тоа е суштината на секој еден православен христијан. Затоа што самиот Христос вели: кој го јаде моето тело и кој ја пие мојата крв, ќе биде жив и ќе има живот вечен. Секој оној кој што така не постапува, можеме да го сметаме во обратна конотација. Значи, кој го изгуби животот, ќе не може да ја победи смртта, ќе не може да учествува во воскресението. Затоа што преку светата причест самиот тој себе си на нас ни се дава. Го примаме внатре во себе и воедно не оживотворува, знаејќи го Христос. Светата причест е всушност и врвот на сето онаа кој што се случува во православната вера после слегувањето на Светиот Дух врз апостолите. Покажувајќи на тоа дека секоја една работа која што ја извршуваме во црквата, токму заради светата причест ја извршуваме. Светата литургија како една како најголема радост или најголема веселба која што се случува, е всуштина едно покажување на Царство Небесно, на она како ќе изгледа Царството Небесно и како сите ќе се храниме од Христос. Хранењето од Христос, всушност и постот, и молитвата, и исповедта, и сите останати свети тајни кои што се извршуваат во црквата, се извршуваат токму заради светата причест како таква. И таа не е ништо друго освен она, како што кажав, живот своевиден кој што го примаме во себе. И на Великден пак секој оној кој што ќе одстои на литургија, меѓутоа пак и суштината во одењето во црква е токму заради литургијата. Затоа што на литургијата е заедничарењето. Идат ли велешани на литургија? Да. Дали е зголемен бројот? Да, зголемен, слава му на Бога. И уште повеќе се зголемува, се во тенденција за да се зголеми. И суштината на секое празнување и на секое чествување е токму во литургијата, односно во нашето причестување. И Христос, мислам и воскресението Христово како такво, или Великден, за нас не би имало никаква смисла доколку не се причестиме на тој ден. И затоа апелираме, значи, и до сите православни верници, дека треба да си постат, меѓутоа пак едно од поголемите работи кои што треба да извршуваат пред светата причест е светата исповед, од која што треба да се очистат од своите греови, од своите прегрешенија, да си го растоварат товарот кој што си го собирале во текот на нивниот живот, за да можат пак достојно да го примат Христос. И да присуствуваат на литургијата, за да не бидеме само како оние традиционалисти. Знаеш, дојдовме во црква, запаливме свекички и готово. Тука и навистина со тоа завршува. Нема ништо друго. Само запалуваме свекички и ако некој се помоли доколку пак и молитвата во зависност од тоа што бараме од Господ. Тоа и ќе ни биде дадено. Меѓутоа, активното учество пак во литургијата си има своја цел, си има своји размери, си има своји доблести и воедно суштината на сето тоа е причест. И токму на Великден, значи сите оние кои што присуствуваат на литургија и одседат на целата литургија, тогаш веќе вратите на Царството Небесно се отворени и може навистина секој да се причести. Така. Зошто секоја година се менува датумот за Великден? Па, датумот на Великден секоја година е различен во сооднос на календарот кој што како таков постои.
Великден, значи, никогаш не може да се случи пред еврејската Пасха, односно онаа Пасха која што Христос ја јадеше на Велики четврток, односно денес, во тогаш пред да биде распнат. И секогаш, значи, според календарот се случува првата млада месечина после празнувањето на Пасхата јудејска, односно после првата рамноденица која што оние прават. И сега тоа варира во зависност од месечевите мени. Како тоа, јас не сум многу стручен за овие работи, за да ги објаснам многу поубаво, меѓутоа го знам она кое што е суштинското, дека никогаш не треба да биде пред случувањето на еврејската Пасха, секогаш мора да биде понезе и секогаш во првата млада месечина после првата рамноденица. Така. Великден започнува доцна на Велика сабота, пред полнок, кога верниците се збираат околу храмовите. Кажете ни подетално за сето тоа. За сето на кружење околу црквата и сите тие подетални работи. Сето тоа си има своја символика и свое значење за тоа како се случуваат или како тоа го направила црквата, за да ни биде поубаво и појасно доловено воскресението Христово. Почнува тоа не е доцна во саботата, туку е рано во неделата. Всушност така, ако го гледаме црковниот ден, туку е рано утрото во неделата, кога веќе го објавуваме Христовото воскресение. Објавувањето на Христовото воскресение токму преку собирањето на народот, преку палењето на свеките, од кои што свеки, ете, нашиот митрополит, доколку присуствуваме на таква служба, или пак свештеникот кој што треба да ги запали од внатре во олтарот, зето тоа символично на тој благодатен оган кој што секоја година, значи во Ерусалим во гробот Христов, сам од себе слегува по некое си чудо Божјо и ги пали свеките на епископот кој што е внатре, а од него после сите верници ги запалуваат. Затоа што символично на сето тоа е дека светлината како таква е една, и од едната светлина треба да се расшират сите останати светлини. И затоа и апелираме секогаш свеките да си ги палите, мислам да си ги палат луѓето едни од други, доколку не можат да пристапат до епископот или до свештеникот, кој што прв ги држи запалените свеки. Обходот околу храмот е своевидно објавување или расширување, значи на гласот дека Христос воскресна и со пеењето на стихирите. Денес е денот на воскресението, радувајте се луѓе. Ангелите пеат од небесата и заедно со нив, значи и ние да го славиме неговото воскресение. После обходот се застанува на пафингот, односно тоа е едно место кое што е направено надвор од црквата, каде што ќе се прочита утринското Евангелие и со самото прочитување на Евангелието од светиот апостол Марко се објавува веќе Христовото воскресение со поздравот Христос воскресе. Со поздравувањето на тој поздрав веќе се влегува во храмот, каде што се отвараат дверите, покажувајќи ги, значи символично на тоа дверите на Царството Небесно, со воскресението Христово, и веќе се почнува со светата божествена литургија, која што треба да ја запечатиме со наши причестувања. Така. И за крај, што ги држи луѓето и народите да со векови на овој начин ја представуваат големата великденска слика? Ги одржува верата, ги одржува љубовта кон Господа. И сето тоа се случува заради наше потсетување. Иако според Светата Црква секоја недела е Великден, секој петок е Распет петок, секој четврток е Велики петок, затоа што во сите тие денови ние секогаш се потсетуваме. Меѓутоа пак еднаш во годината торжествено се собираме и торжествено го славиме сето тоа, знаејќи, значи сега веќе ние како луѓе кои што веќе тоа е случено, дека Христос ќе воскресне. И меѓутоа пак овие денови навистина треба во целиот наш живот, затоа што генерациите се менуваат. Генерациите се менуваат и верата како таква треба да помине од колено на колено, од
дедо на внук, од татко на син или од мајка на ќерка. Меѓутоа, црквата е таа која што е навистина учителот, затоа што внатре во неја заобитава Светиот Дух, преку кој што Свет Дух, значи, не поучуваат и на нормите, и на, ајде, условно да кажам, и на принципите, и на законите кои што, ни се дадени, ни се покажани од Христос, за тие неколку години кои што самиот тој ги поживеа овде на земјава, и посебно последните 3 години од неговиот живот, каде што за 3 години тој го покажа своето спасоносно дело и не научи буквално на се. Не избави од гревот, ги зема нашите гревови врз себе и на крајот сето тоа го запечати со неговото воскресение, односно го потврди со неговото воскресение, дека човекот е битие кое што е создадено за во вечноста, му покажа на човекот дека човекот не треба да се плаши од смртта, затоа што преку добродетелите, преку начинот на нашиот живот, преку Христа и преку христијанството, ние како такви ја победуваме смртта, а воедно и ни покажа дека секој еден од нас ќе воскресне. Затоа што како што Лазара го воскресна, како што самиот тој воскресна, и со тоа ни покажа дека човекот навистина е вечен, за да живее во Царството Небесно, она кое што е приготвено за секого еден од нас, а им е ветено уште од времето на Адам и Ева. Така. Отец драги, јас ви благодарам што бевте дел од нашата утринска емисија. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од ова. Ви благодариме и на вас на поканата и еве уште еден апел, значи упатуваме до сите наши православни христијани, до сите луѓе, да овие денови активно си ги посетуваат Божите храмови, се со цел да се подсетиме на сето онаа кое што Христос го претрпел, на сето онаа кое што на тој не поучил, и воедно и како заедница соборно да учествуваме во тоа негово воскресение. Така, ја користам и оваа прилика да ви ги честитам великденските празници што ни престојат. Да сте здрави и живи, благодариме, нека бидат среќни и весели за секој еден од нас. И како што, ангелите воскликнуваат на небесата со Христос воскресе, дај Боже да го доживееме и да го дочекаме. Значи тоа воскресение Христово, веќе се ближи, за неколку дена, па заедно и радосно сите да изговараме Христос воскресе и да се поздравуваме барем тие 40 дена после воскресението Христово до неговото вознесение. Со тој најголем и најторжествен поздрав: Христос воскресе!